Благодарам. Прво, на трибинава тука е името и идентитетот како академски одговор. Очекував дека ќе устимам, ќе снимиме тука, дека вие ќе дадете некаков било каков одговор, дека ќе дадете било каков одговор на тоа зошто е вака и што да се направи за да не биде вака како што е. Според моје мислење, може би малце ќе ви ја повредам и суетата, мислам дека проблемот околу името и идентитетот прво лежи во Ману, па потоа во академските професори надоле, бидејќи народот како народ, јас сум еден од обичниот народ, да кажеме доле, очекуваме од даскалите да ни го кажат патот. Ние одиме по даскалите и по поповите. Исто како што професорот преска по психологија реков дека кажуваше за наталитетот и морталитетот кај албанците и македонците. Кај албанците покрај професорите ги се слушаат и оджите. Оджите кажуваат дека семејството мора да се гради преку наталитет. Исто како кај нас, што поповите кажуваат дека семејството се гради со наталитет. Дека треба да се размножуваме. Но, од една страна, кај албанците се случува, албанските професори не реагираат на тоа што кажуваат оджите, како учат оджите, додека нашите професори, а се спомне црквата, во моментот се скока како, да не речем што. Индиферентноста на Ману и неинвентивноста се покажа уште со самото повлекување на македонската енциклопедија од пред неколку години. Со тоа буквално се погази идентитетот на македонецот и на македонскиот народ. Народот искача, научниците, даскалите искачаат со енциклопедија, се бунат 2-3 фаци од некаде дојдени, од надвор од куќата, и ние сега ќе бидеме културни, ќе собереме, не важи енциклопедијата. На што личи тоа? Или сега, као што ни бараат ЕУ и НАТО, ставно го спомнувам Русјаков, имаше еднаш го кажа тоа, за да влеземе во ЕУ и НАТО треба да смениме име и идентитет. Тоа исто искаче како, за да се запишам јас на факултетот, морам да обштам со деканот или професорот. Или за да се вработам негдека, морам да имам било што со работодавец. Доколку не искочат професорите, даскалите, ја што викам, цврсто да застанат, она како што каже и колегата, кажете дека дали сакате или не сакате да го менувате името. Не треба јас да го кажам, тоа вие треба да го кажете. Добро. Значи, гласно и јасно, не тука. Не тука. Ману треба да искочи сам, значи без да биде повикан лимунче да му се даде или да биде поканет за да каже, едноставно треба да искочи сам на своја иницијатива, да лупне на маса и да каже ова е македонски идентитет, ова е македонска држава, ова е македонска куќа. Нема што било кој од надвор да ми кажува како да се викам, дали треба да се менјам или не треба да се менјам или било што. Ако не му се свиѓа, чао. Добро. Фала многу. Благодарам. А сега ја поканувам Емилија Гелева да се возбори. На оваа тема, за жал, особено не од професори и академската средина. Јас ќе се обидам многу кратко да ги кажам главните поенти, што исто така мислам дека се важни, за да се даде одговор на прашањето што ни се случува во и со Македонија. Се разбира тука и прашањето зошто тоа ни се случува. Прво, повеќе од јасно е дека ова е во последните 30 на 25 години најсериозен удар на кој што и се задава
на Република Македонија од страна на оние што сакаат да ја нема. Мислам, тоа е повеќе од јасно, дека целта на целиот овој зафат е целосно бришење на државата, но пред се и на народот. Со назив македонци, со јазик македонски, со идентитет, со култура, зашто без име македонци нема ни идентитет македонски. Без име на држава Македонија се знае по дефиниција кои се основните три постулати за да постои држава. Треба да има територија, треба да има граници, треба да има, за да постои идентитет и народ, и име, и држава, и значи граници, територија и треба да има луѓе, народ. Значи, лага е дека доколку го смениме името, не знам што ќе останело идентитетот, ќе останело и јазикот, иако јасно ни е сега со предлозите со предлогот од 20 на страни што е донесен, дека всушност се е ставено на агендата и слушнавме што се бара. Значи да не се залажуваме. Јас сметнам, сакам да укажам дека треба многу сериозно да сватиме дека ова што сега ни се случува може да заврши исто како што заврши успешно во наводници за тие што го спроведуваат со бугарскиот договор или со ова спроведување на Тиранска платформа. Значи, немојте да мислите дека како резултат на некакви играрии нема да успее да се заврши овој нивни проект. Многу сериозно треба да се организира македонскиот народ, кој што е оставен, како што гледаме, сам на себе и вака на некако самоорганизирање на луѓето и интелектуалци со ум, народот излегува на улица, секој значи прави она што може. Ова кажувам сериозноста на овој зафат што сега се одвива. Всушност, прво тоа не е ни 30 на години, ова ништење на Македонија не трае. Тоа трае многу подолго и во длабоката историја. Тука немаме многу време за тоа. Интензивно силите што сакаат да уништат Македонија го прават тоа 2500 години веќе, значи по смртта на Александар Македонски, не би ако смеам да го воопшто споменам тоа име сега овде. Но ова што сега нас ни се случува во последните 5 години, 3-4, е всушност еден комплексен проект, сега тоа на сите веќе им е јасно, затоа што постои напори до одбивање на сериозни удари за нашето постоење, како што се договорот со Бугарија, каде што ние се откажуваме од нашата реална историја, идните генерации ќе учат измислена историја. Постои концепт Тиранска платформа, многу сериозен и тежок, и се разбира и ова, тоа е се добро обмислено, тоа е дел од сите тие, од тој процес што се одвиваше за насилно менување, за насилно инсталирање на една власт, која што всушност не го освои реалното мнозинство на изборите. Значи, последните години, Македонија, ние сме веќе во војна. Модерните војни не се водат секогаш само со оружје. Ова е мрежна војна, таа е спој на оние познати психолошки, специјални војни, што ги нарекуваа во минатото, хибридни, асиметрични. Значи, сега, сите тие видови на специјални војни се споени во така наречени мрежни војни и ние сме под страшен удар во таа мрежна војна, односно се користат сите мрежи. Се користи не само интернет. Мрежата готово? Па да. Да. А јас уствари... Да. Значи, добро, еве уште нешто да кажам, нешто пократко. Значи, во таа мрежна војна се користат разните мрежи на невладини, што во Македонија се развија многу обемно, се финансирани со пари од Сорос и со пари на специјални агентури. Други мрежи и разузнавачката мрежа ни е под контрола и така натака, и преку сите тие мрежи се справи овој проект што се спроведува сега и затоа сме ние доведени во таква, како нација, народот е оставен сам на себе, медиумите речиси и не
Ова треба да биде, се надевам, покрие настан, значи да се укаже еден друг аспект. Инаку, само уште сакам накратко неколку реченици. Повеќе од јасно е дека јунанистанците, што би било најточното име на јужниот сосед, јунанистанците, тоа значи всушност долна земја. Тие се субсахарски народ, пред 10.000 години почнале да го заземаат просторот преку Крит на македонска територија и се дојдени од долен Египет, нивниот главен град бил Теба и затоа кога доаѓаат во околината на Атина, они ја градат грчката Теба, која што пак Александар Македонски ја разорува до темел во тој поход на југ. Значи, тие немаат свој идентитет, како што каже и академикот господин Витомир, но затоа го крадат во секоја смисла македонскиот и ова е последниот удар. Ако нив навистина им е значаен... Ве молам, привршувајте навистина. Добро. И ова, интересно е што актерите кои што го спроведуваат ова што проектот на бришење на Македонија преку НАТО посебно, значи НАТО посилно од принципот, нивниот принцип на донесување одлуки со консензус не можел да се смени за да не примат, туку треба да се избрише нашето име. Како е можно нашето име да биде, бришење на име да биде полесно отколку нивниот принцип на консензус? А едноставно има уште некои интересни работи. Очигледно дека ние како држава и како народ треба да сме свесни дека нашите традиционални исконски вредности се многу поблиски до еден друг источен простор, кој што сега се нарекува модерно Евроазија. Меѓутоа, ве уверувам дека не само економскиот прогрес и светлината е таму, туку и значи ние треба да имаме апсолутно ориентација и кон тој простор и од геополитички аспект. Затоа сме и на удар, затоа што сме наоѓаме на оската на светлината. Јас сум за прекин, нема друго размислување. Бесмислено е да дозволите некој да ве понижува и да разговара. Добро. Да разговара. Благодарам. Навистина треба да водиме сметка бидејќи имаме повеќе пријавени. Баш се радувам што еве во еден ваков амбиент широко отворените врати на филозофскиот факултет се навистина реткост во едно време, затворено време, едно време каде што луѓето смеат да зборуваат само на одредени теми, само со одредена интонација, а другите тонови да бидат хронично пригушувани. Се надевам дека ова е само почеток на едно редовно среќавање, дебатирање за сите оние жестоки теми кои што не болат нас и поготово младите во државата. Беше многу кажано за тоа дека сме жртва на некакви геостратешки политики, интереси и така натаму, сето тоа стои помалку или повеќе, но ја би се завртила повеќе кон нас. Што ние правиме и каков амбиент ние, поволна почва создадовме, за да на крајот, на краиштата, искулминира овој процес со едно понижувачко доаѓање на министерот Кодзијас и негови давање на одредени предлози кои што, пазите, само излегоа во јавноста срамежливо одоколу. Ништо не беше транспарентно, како што и целиот процес не е транспарентен, и ни даде, ни донесе пасворд наместо име. Значи, ова е по секој, јас сум компјутерски научник, не сум филозоф, не сум социолог и многу добро препознавам што е пасворд. Значи, првата буква е голема, потоа имате безсмислени букви, понатаму ни фали уште бројче на крај. Бројчето веројатно ќе биде 2018 година, кога овој целиот циркус планира нашата ни влада со обилна помош на молчаливата опозиција да го приврши до крај овој проект. Како дојдовме до овде, нити е резултат на ова владење, само тука е резултат на едно наше однесување и тука треба да се погледнеме секој себе си, но и нашите колективитети, помали, поголеми, кои што допуштивме 27 години да имаме едносмерна улица по која што ќе се движиме и ние како индивидуи и нашата држава. Зашто велам како индивидуи?
затоа што ние мора да бидеме црно-бели. Или некого да мразиме, или некого да сакаме. Затоа што или од едните добиваме нешто, од другите губиме. Станавме до болка непрепознатливи, до болка да ги упростуваме работите од типот на Монти Пајтон How to do it, па ќе си се прекрстиме, па ќе си влеземе во НАТО, па убаво ќе си живееме сите. Мислам, до таму оди веќе свеста и разумот, за жал и на многу академски граѓани. Значи, си дозволивме црно-бел свет, во кој што едните се лоши, другите се добри. Едните, пазете, се европејци, кои што не стапнале во Европа, не одржале на француски едно предавање, да речеме, или не направиле едно подолго службено патување, каде што сами ќе бидат инволвирани во некој процес, туку може би ги шетале. Видовме колку се трошат на частевки кај нас, на частења пари. Така да, дозволивме неевропејци да ни држат предавања за тоа што се европејци, знаејќи дека уште нашите баби, дедовци во нашите семејства оделе низ Европа, учеле и така натаму и предавале, имаме и такви. Во едно такво општество најлесно е да ви испорачаат на крај на вистина паспорт. За мене овој процес е срамен. Прво, срамен е чинот да некој посегне по ваше преименување. Тоа можете, како што рече академикот, и сами да го направите. Да се прекрстувате колку сакате. Да си ставате сопствени имиња, традиционални, историски да ги вадите и така натаму. Но некој друг да посегне по вашето преименување е навистина многу срамен процес. Независно од тоа какво име се даве, а не сакам ни да влегувам во имињата, односно пасвордите кои што некој ни ги дава. Значи, треба да размислуваме кој е ова наше општество разјадено од внатре, кој што ги допушти на голема врата ваквите процеси уште пред од 93-та година наваму. Сега, сосема на крај, ќе кажам само една квалификација за ова општество, а тоа е дека не водат криминалци. Не воделе и не водат криминалци. Вчерашен или завчерашен Financial Times не исправи пред цела Европа со оние табели и графикони како први во Европа, пазете, по организиран криминал на секое ниво. Нашите инертни умови, бидејќи во меѓувреме ни стана инертни умови, воопшто ги пренебрегнуваат овие податоци и не се замислуваат што тоа значи. Што значи организиран криминал, уште пак на секое ниво. Дали на такви луѓе би им дале, кои што за 27 години направи една од најсиромашните држави, една од најзагадените држави, една од државите со најлоши образовни и здравствени услуги, дали на такви луѓе би им дале уште да посегнат, да ви ја преименуваат државата, вашето име, и дали би им дале воопшто на такви луѓе и станот да ви го чуваат. Значи, одговорот на сето ова за секој здраворазумски човек е дајте да размислиме, дајте да прикочиме, овие нема никаква морална Почитувани колеги, најпрво честитки за идејата и за организацијата на оваа трибина. Во однос на квалитетот на дискусиите, секој си се искажува така како што најуме. Тоа што го слушав ми звучеше само нијанси на една иста работа. Уште да запееме песмата "Едно име имаме", во душата го носиме и завршивме работа. Ќе ве провоцирам, но да се одбранам на почетокот да не ми некој фрли позади нешто. Не се согласувам со последниот предлог што го добивме. Непристоен. И благодарам за инвентивноста дека тоа е пасло. Но исто така, парањата да ги прекинеме преговорите, искажувањата дека грците се криви, дека почнал проблемот од 93-та, дека албанците се криви, оти не знам што. Немаат академска, немаат
како сакате да кажете, научна основа. Академска не е само наука, во академијата влегуваат и уметности, влегуваат и класични студии, влегуваат филозофија, како може да каже не наука. Нашиот проблем почнува многу порано. Почнува дискусија која што почна колешката Кепеска околу тоа како почна да се создава македонската нација. Како тој процес понатаму оди. Да не речем конструирање, тоа што не е проблем. Тоа се случува со сите нации кои што се настанати во еден период. Тој пристап може да не доведи, да се фрустрираме, да кажуваме дека сме разлебитени и дека излегуваме од преговорите. Многу убаво. Ќе се изолираме самите, ќе се само исклучиме и не водиме сметка, не ни е гале што другите мислат за нас како не гледат. Иако почитуваниот колега Поповски од социјално-психолошка перспектива кажува точно дека другите се огледалото. Како не гледаат другите, тоа сме ние. Таа е сликата што ја правиме преку другите. Ако грците не гледаат на некој начин спорен за нив, не можеме да кажеме грците имаат проблем со нашето име. Ама ние имаме проблем со нивниот проблем со нашето име. Затоа велам, таа формула, едно име имаме, еден идентитет, не е академска, не е научна, таа е фундаменталистичка. За мене, формулата, решението треба да го бараме во друга насока. Или едно име, повеќе идентитети, или другата алтернатива. Повеќе еден идентитет, повеќе имиња. Кога велам како ја создававме, колега Михајлов, кога ќе направам 5 минути, ве молам ќе прекидам. Да. Само тези. Кога велам како ја создававме македонската Батеријата ми нација. се потроши. Заврши. Македонци имало и пред да се настани Република Македонија. Во денешна former Yugoslav Republic of Macedonia, пред СРМ, пред НРМ и така. И тогаш кога немало држава Република Македонија. Така? На некој од нив се крстиме и клањаме. Ама се препознавале како бугари. Претходно колегата Јанаков кажа статистики какви биле македонците во 913. Која статистика? Српската? Бугарската? Македонската? Тогаш биле бугарски, па тогаш биле или бугари, или срби, или грци. Не биле македонци. Или риски. 5-6 души, да. Океј, завршувам со провокацијата. Благодарам. Ве молам, готово, завршивте? Добро, благодарам. Значи, ве молам да се придржуваме до правилата на трибината, кои што на почетокот ги кажам. Се дозволува на секого да си каже и да го почитуваме неговото искажување. Значи, може да се согласуваме, може да не се согласуваме. Нема можност сега за реплики и така натаму, бидејќи таков е форматот на трибината. Инаку ова ќе трае до касно вечер. Сега ја повикувам Наташа Котлар да земе збор. Добар ден на присутните. Јас како историчар ќе се обидам да дадам една кратка историска ретроспектива како се градел тој македонски идентитет. Ги гледам моите колеги од Институтот за македонска литература се тука и за македонски јазик. Верувам дека и тие тоа го препознаваат. И прво ќе почнам со нив, бидејќи специфичностите на македонскиот говор и јазик, народниот, ги наоѓаме уште во 16-тиот век и тие влегуваат во таа норма, која што подоцна ќе биде особеност или за градење на македонскиот литературен јазик, односно она што се случува после, или односно со Аснум. Меѓутоа, со градбата на јазикот почнува и специфичниот културен идентитет, кој што е особено доминантен во времето, кој што е предпознатлив историски во природбата. А што значи менувањето на формата во однос на содржината? Само ќе ве потсетам на еден историски факт, односно на зборникот кој што е објавен од браќата Миладиновци. Тој во својата форма има име Зборник на български народни песни, иако содржината и самите редактори
двајцата браќа и Константин и Димитар велат дека тука е конзервирана народната мудрост и ја покажува показателката на умственото развитие на тој народ. Меѓутоа, како што и денеска влијаат големи сили, и во тоа време влијаеле големи сили, фактички истите тие денешни сили се актуелни и во тоа време, 19 вековен период, и како што царска Русија сметала дека не е битно на овој простор, бидејќи се зборува словенски јазик, веднаш да кажам дека словенскиот атрибут се однесува на јазикот, а не на народноста на народот, односно кој што се живее во овој простор. И иако 20 години по објавувањето на тој зборник со наслов Български народни песни, а со македонска содржина, никој не кеше да ја отвори таа книга и да зборува, ниту руските филолози, ниту српските, ниту бугарските. Меѓутоа, до ден денеска нас не удираат по главата и ни кажуваат дека тоа се български народни песни, а треба да се бориме да ја докажуваме македонската народна содржина. Воедно и за употребата на надворешните имиња, односно името за надворешна употреба. Се додека едно такво име не го засега нашето достоинство, слобода на самоопределување, на солидарност и еднакво со другите, тогаш нам тоа нема да ни пречи. Меѓутоа, основното правило во тој однос е прекршено, навредливо е за нас, бидејќи тоа име не е само денешна Македонија република, која сакам да верувам дека се уште се живи асномските постулаци, туку исто така е и народното творештво, кое што ние не можеме да го избришеме, а тоа постои и ни го дава моментумот да бидеме сплотени, или да ве повикам на еден интелектуалец од 19 век, се викаше Петар Попарсов и велеше дека спасот се наоѓа само во една народна сплотена сила. Оттука во таа сплотеност ве повикувам сите на едно заедништво и во однос и на името, и во одбрана на идентитетот, и верувајте дека нема да бидеме осамени ако ги прекинеме преговорите и знаеме да се избориме самите за себе си и со себе си. Ви благодарам.